Тоа се едни луѓе кои што пробале да најдат еден брз начин на правење пари. Значи, тоа е во целата суштина и психологија на сето тоа има порив за правење пари и материјално. Значи, повторно се навраќаме на кругот на материјалното, затоа што ти го вбризгуваш, да речеме, тој ботокс и ти плаќаш за него, да речеме, 150-200 евра. Ти трае 3 месеци, 5 месеци, пола година, па и година нека, и потоа ти мораш повторно да ставиш. Значи, тебе те прави зависен и плаќаш огромни суми за пари кои што реално грото на луѓе не може да се ги дозволат. Значи, сепак се работи за маса на луѓе кои што се, да речеме, поситуирани и кои што живеат во изобилство, кои што се богати, а тоа богатство го стекнале токму на ист ваков начин, преку некои начини на брзи пари кои што му наметнуваат на човекот зависност или лажна потреба и тие го користат тој психолошки момент да ги креваат цените, бидејќи знаат дека луѓето стануваат зависни и ги бараат тие нешта и на тој начин се богатат. Значи, што сакам да кажам? Сакам да кажам дека и богатството кај многу луѓе што го гледаме е една фарса. Значи, нешто што човекот го измислил со одлична професионалност да создаде углед пред луѓето, без разлика дали е тоа за интернет, значи корпорации, компании, за енергија, значи за секој агол каде што гледаме огромни пари, правење пари од луѓето, тоа се наметнати цени кои што на некој начин го маскираат, ја маскираат таа угледна компанија затоа што знае дека луѓето се зависни од неа и прават пари на обичните луѓе. Исто така со овие профитирачки салони и бизниси, значи естетски бизниси кои што на некој начин со тоа што овозможуваат зависност, да плаќаш огромни суми на пари за вбризгување нешто или за додавање нешто на себе, кое што не може на долг рок да ти донесе никаков бенефит, да ти трае целиот живот. Значи нешто што ти е минливо и човекот што на некој начин го прави зависен постојано да го вметнува на себе или да го вбризгува во себе и да работи постојано за некој, за да може овие третмани да се ги дозволи. И сето тоа човекот го прави еден буквално роб на зачаран круг, значи лажен круг кој што постојано вели морам да работам, значи морам да добијам поголема плата за да си ги дозволам сите овие со нешта кои што мене совршено ќе ме направат да изгледам, нели, пред другите луѓе и да го живеам тоа како некоја, нели, лична автентичност и вредност, не сваќајќи дека сето тоа е една негова лажна илузија затоа што не проникнал во вистината и суштината на животот